Почитувани, добар ден. Среда велате среќен ден, но она што е секако сигурно дека е ова ново издание во кое ќе проговориме со вас за следново. Миризба и парчиња од бетон остануваат да сведочат под мостот Беласица. Уште се чекаат извештаите, па да се започне со анализа, порачуваат од град Скопје. Мостот Беласица, кој минатиот четврток доцна вечерта се запали, ќе биде затворен најмалку една година, вели деканот на Градежниот факултет од Скопје, професорот Горан Марковски. Мостот на револуцијата е изграден во 1963 година, а е во центарот на Скопје правец Веро Џамбо Ману, МКЦ, по реновирањето од пред 12 години не е во завидна состојба. Да не речеме во загрижувачка. А мостот помеѓу населбите Аеродром и Керамидница е изграден, но поради нерешени имотно-правни односи се уште не е пуштен за употреба. Она што ме прашуваме е може ли Скопје или било кој друг град да функционира без мостови? И има ли градот Скопје сили да се излече од овој нов сообраќаен хаос? Секако со вас ке сакаме да проговориме и за состојбата на мостовите во сите градови и останати делови во Македонија, што значи дека она за што ќе говориме е дали всушност и за колку време ќе беше направен мостот ако беше во Јапонија. Да, тоа е она исто така што го поставуваме како прашање на Инстаграм стори анкетата, тука ќе ве потсетам задолжително да не заследите ако не сте го сториле, па еве имате можност да одговорите на ова анкетно прашање со 3 опции, односно еве имате опција под А, например, што мислите ќе беше готово до сега да беше во Јапонија случајов, под Б ќе беше за 3 месеци или пак под В немаше ниту да се запали. Ова ќе го поставиме како прашање на сите вас кои што ќе се вклучите во денешната дискусија и повторувам, иако зборуваме за новонастанатата состојба во главниот град Скопје и новиот сообраќаен хаос и она што се случи, односно палењето, односно запалениот мост Беласица, кој што во моментот е затворен дури и за пешаци, прашуваме каква е состојбата и на останатите мостови низ земјава. Но еве за да ве загрееме, продолжуваме со прилогот на Симона Петровска, па се враќаме токму на дискусијата со вас. На неколку километри на брегот на Вардар, меѓу железничка станица и салата Јане Сандански, има 2 затворени моста, поради што сообраќајниот метеж се засилува во овој дел на главниот град. Мостот Михајло Апостолски чинеше околу 5 милиони евра, но е затворен и не се користи, а проблемите за негово отварање не се решаваат. Мостот е клучно решение за сообраќајот воопшто, но и сега по хаваријата на Беласица, вели деканот на Градежниот факултет. Сериозен проблем што покажува дека треба многу сериозно да се постапува со градските мостови, затоа што од излегувањето од употреба на било кој од нив значи огромно компликување на животот на скопјани. Марковски за Телма објаснува дека санацијата на опожарениот мост Беласица кај Изгет Мол ќе чини милиони и ќе одземе многу време за негова санација. Сега Беласица е затворена дури и за пешаци. Верувам дека сите надлежни институции во градот ќе смогнат сили да обезбедат средства за потребната санација. Прво проверка на мостот, а потоа и санација. Дека треба некаква санација, секако треба. Прашање е само степенот на оштетувањето и колку длабински ќе треба да се навлезе во поправка на она што е оштетено. А тоа е широк диапазон од неколку стотици илјади евра, па богами и преоѓање на милионски суми. На официјалните интернет портали на градот нигде нема информација дека мостот Беласица е затворен, ниту дека градоначалничката извршила увид како што е пракса. Една Недела Арсовска без детали за хаваријата со образложение дека не е надлежна. Институциите си ја префрлаат одговорноста за тоа кој е надлежен, а истрагата се уште нема податок кој го предизвика пожарот. Сега наред сте вие. Со оглед на тоа што Дрежија ми јавија дека го имаме првиот гледач, почнуваме веднаш со вас. Добар ден. Добар ден.
Па еве, Скопје или било кој друг може ли град да функционира без мостови и кои се вашите прогнози за колку време ќе се санира, ќе биде отворен, доколку беше севова случајно во Јапонија? Ало, мене ли да прашувате? Да, тоа се прашање. Видите вака. Скопје има најнеспособен градоначалник до сега. Јас не сум од Скопје, меѓутоа ја знам во детаљи ситуацијата со Скопје. Од многу други причини. Сегашната градоначалничка е најнеспособен градоначалник што Скопјани го избрале. И да знаете дека до прва ќе страдате вие во Скопје само ради неја. Видите ли што направи со сообраќајот, со приватните автопревозници? До прва ќе следат проблемите за Скопјани. Даниела Арсовска треба да ја нема од таа функција, разберите ме. Под хитно Скопјани да собираат потписи за нови избори за градоначалник. Во спротивно во Скопје ситуацијата ќе биде невидено катастрофална. А еве да ни откриете од кој град се јавувате? Што е битно од кој град? Битно е да ни кажете каква е состојбата со мостовите во местото од каде што ни се јавувате. Дали таму се реагира брзо, се санира, доколку... Да, одлично е. Ова е невидено во Скопје. Ова не е од вчера проблем. Проблемите со мостовите во Скопје се од пред 20-30 години. Од тие се сите стари мостови. Ова што дреми, што не презема ништо. Кој друг треба да преземе? Таа плата земе од Скопјани од градот. Лелија срам. Па сака да се вади дека не била надлежна. Па зашто е надлежна она? Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија и навистина ми е жал еве што не откривте од каде се јавувате со оглед на тоа што пофаливте дека од местото од каде што се јавувате состојбата со мостовите е супер, цитирам. Но како и да е, продолжете да не гледате, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно би ве замолила. Ќе се обидам да викам малку, ме слушате? Да, сега е во ред, повелете. Добро, вака сега. Оваа работа ја познам многу добро, не знам дали можам во 90 секунди, ама ќе се обидам. Вика, секое зло за добро. Овој мост знаат градежниците, а знаат и луѓето дека е погрешно направен. Тој требаше од Сајмише Старо, односно Истмол, да иде паралелно со железничкиот надвозник, да премине булеварот Кузман Питу од аеродром и да се спои таму на Никола Карев, кросем од другата страна. Заради една куќа таму, што уште стои као картосија, мостот е направен во буква С и катастрофа е таа сообраќајница. Сега, сакали или нечеле, како да речем, Господ решил да мора да се руши и сега конечно тој е пример даден во светски снимки како не треба да се гради мост. Значи, тој треба да продолжи право, како што реков, да се срушат тие куќи, па колку кошта нека кошта, една беше, сега ги има еден куп. И тој мост да се направи прописно и цел аеродром да се овозможи една голема сообраќајница да биде соодветно на прометот сообраќај што го има таму. Разбирате? Значи, тоа е навистина еден голем проблем, али сега ако веќе мора, не знам кој ќе се нафати да го крпи тоа, значи да се направи, предпоставувам над Вардар дека е добар, него само овој дел кривината е, значи тоа сосема ќе кошта, ама кој ќе го плати, нека му ја мисли. Кој ја сгрешил таму, нека се испитаат. Благодарам. Благодарам многу за јавувањето и еве ќе потсетиме дека мостот Беласица кој минатиот четврток доцна вечерта се запали ќе биде затворен најмалку една година. Ова е според проценките и изјавата на деканот на Градежниот факултет од Скопје, професорот Горан Марковски. Па еве ова да се случеше во Јапонија. Што мислите за колку време ќе беше санирано, утврдено зошто е запален и така натаму? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Дали се слушам јас тоа да прашам? Да, ве слушаме, повелете. Еве, добро, тогаш благодарам. Ајде сега почнете ми со мерење на времето, пошто секундите одат за секунда многу повеќе одат. Пуштете го тајмерот. Ајде да почнем. Прво одговор за прашањето да беше во Јапонија. Да беше во Јапонија. За една недела ќе се направеше тој процес, не за една година. За една недела. Меѓутоа, овој наш мост е слика на Македонија.
слика на Скопје, слика на полицијата, слика на армијата, слика на собранието Скопско, слика на градоначалничката, слика на архитектите, на инспекторите, што рече човекот пред мене како требало да биде кај нас, заради чеф на некој си куќата стара 150 години или 50 години, да не се пртка, ајде ќе вртиме мостот, ќе го преправаме. Сега ова се не кошта, а највеќе не кошта не интересот за Македонија. Ние како да немаме полиција, како да немаме министерства, ја не знам колку министри македонски има во Министерството македонски. Има ли 20 тројца или нема? А и тие што ги има работат под влијание на немакедонците. Штетење на секој чекор, правење такви трошкови, такви аномалии, такви корупции, такви плачкања на државата. Тоа го нема никаде. Никаде го нема. Срамота е за македонците да дозволуваме пред очите да не лажат, да не крадат, да не лажат, да не кажат, ние да молчиме. Па опозиционите лидери уште повеќе молчати. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Добар ден. Здраво. Здраво. Па еве се осеќа функционирањето на градов. Отидете било кој период денот со кола и ќе видите како бавете. Не само се поливи се расипуваат на цело време под пункт да водиш кола, знаеш, значи обавезно за кратко време се ќе мора да минеш. Па ова е безличен начин на владење со државата, а одговорност нула према сега вика некои роми биле тамо кои сака нека се инволвирани. Значи треба да се работи на тоа да се гледа тоа, да се осуди, да се стави да лежи у Идризово или у Шутка или било каде. И друг да му текне пак да пали огин под мост. Плюс за кинато на материјал, таму ставани материјали, лесни запаливи материи. Тоа ми е познато од една лондонска зграда, која изгоре пред неколку години беше, преку 80 луѓе изгинаа внатре тоа зграда, заради тоа што било со некои химикали кои се запаливи и како шип избере зградата. А иначе Шидеков почна да босна дека Керабитница и аеродром и гледам го направи, успехот голем него го направи, парите ги истрошија, што на аванта, што на ова, одговорност нула, а да го имаше тој мост ке беше сега резервна опција. Ама Ескобар ке донесе. Благодарам за јавувањето на 0230700005. Еве уште едно прашање, доколку се јавувате од некои од другите градови во земјава, секако сакаме да слушнеме каква е состојбата со мостовите во вашето место и доколку еве се случи ваква хаварија, дали брзо се интервенира. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила и вас малку погласно, подобро да ве слушнеме. Кире од Скопје. Поздрав, секој е добро. Вака, значи ја мислам дека сме шампиони во вакви работи. Или ни се случуваат мостови, или ни се случуваат моделарни болници, или све. Мислам дека треба тука било кој од советниците и од ВМРО и од СДС и било кој треба да го потегна тоа прашање кај градоначалничката, зашто ова дефинитивно е најслабиот градоначалник до сега Скопје што го имал. Еве ова да се случеше според вас во Јапонија, за колку време ќе беше санирано или дали воопшто и ќе се случеше? Како гледате на тоа? Па мислам дека во Јапонија ова нема ни да се случи. Добро, како и ве да ги поправиме работите, па барем да бидеме нешто колку толку налик на Јапонија? Па не знам како, ама треба, постои изгледа да обереме прав човек на право место. Што ќе се грижи за Скопје, што е прав скопјанин. Јас сум поранешен советник, ова ви го кажувам како што треба. Значи, ова треба да се реши и мислам дека советниците и председавачот на Советот Рајко Славевски ова треба да го потегнат во најбрзо можно решение во Советот и ако треба ќе се собираме потписи за незин, нека си оди.
Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да не следите, бидејќи ве слушате се повеќе и повеќе одговори од гледачите. Добар ден. Добар ден. Поздрав ти до тебе. Поздрав до вас. Вие бевте од Македонска Каменица, така? Па еве каква е состојбата со мостовите во Македонска Каменица? Па добро е. Ситуација нема по мостовите. Само има ситуација. А не, овој дојде на дадено пот. Тя нема, не знам, мојто звони, тут нече ќовата по мојто. Што е тоа? Тоа е бомба. Бомба. Ништо не е. Да не е звон. Абе тоа е можно, што вода има таму. Тоа ќе протече вода таму. И ќе се спои. И ќе гори сега. И да не може да избаси. Ово не може да избаси. Некој има минове само да пои. Тоа е катастрофа, ќе видим. Кој е поје не може да избаси тоа. Они не. Да ми тоа си мост нема. Мост, само мост има. И тоа си нема. А еве според вас, доколку ова се случеше, ако воопшто се случеше во Јапонија, за колку време ќе се санираше? Ама не може да случи кога нема. Нема мост, по инсталација нема. Нема за тоа, што не може. Само да се дојде. Ово нема. Ке може, е напредна земја. Не е като нас. И моси да не говори по него. Тоа јас што рекам. Ајде, брат. Јас што рекам. Тој што го ставил јавно. Кога е каде пот, да одговара тој. И другите тоа. Благодарам многу за јавувањето. Еве навистина сакаме, иако зборуваме бидејќи тоа беше удар на вест, главниот град со браќето е постојан хаос, но еве повторно голем хаос оглед на тоа што мостот Беласица е затворен за проток за сообраќај, но и за пешаци, бидејќи минатиот четврток беше запален, така да сега останува да биде затворен, можеби прогнозите се и цела една година. Па еве, може ли конечно да се стави крај на вакви ситуации или барем да се санираат што поскоро или најдобро да не се случуваат? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас ќе кажам нешто што треба да се наоѓа во полициските извештаи, дека во саботата пред тој четврток вечерта имаше некаков инцидент на кој што присуствува четворица полицајци и едно од овие како блиндирани коли на почетокот од семафорот према Изгейт. Така да полицијата многу да не се прави наивна дека нема тувид во состојбите. Дека е одговорна градоначалничката за состојбите во градот, дефинитивно 100% неодговорна, испадна. Стварно жалам што дадов глас за неј. Верував, многу обеќаваше, меѓутоа испадна дека е многу неодговорна. Создаде хаос со автобусите, создаде хаос со школите, создаде хаос со советниците, никаква соработка, дефинитивно полицијата има увид што се случувало и да се случеше ова во Јапонија, Понтовски мост ке направеа и колите ке врвеа и пешаците. Можда и хеликоптер ке ги префрлаше сите работи што требаше од една на друга страна од мостот. Има ли надеж еве некогаш да бидеме барем малку налик на јапонците? Ете, тоа би сакале да слушнеме, бидејќи сепак ова е една жива отворена дискусија со вас. Дали може би треба да ги закосиме очите па да бидеме нешто налик на јапонците во рамките на тоа како се ефикасни во однос на еве вакви случувања или може би во менито треба повеќе ориз да јадеме. Што и да е, секако Скопје, главниот град, во моментот е повторно во сообраќаен хаос, но сакаме да ни откриете каква е состојбата со мостовите во другите градови. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Добар ден, треба да го исклучам телевизорот да зборуваме на телефон или? Да го намалите тонот на телевизорот целосно.
Вака. Јас се јавувам од Кавадарци. Добро. Голема грешка е на Скопје, што има ваков градоначалник. Тоа е моје мислење. Нека дојде градоначалничката или скопјани во Кавадарци да видат како се работи. Тоа е прво. Второ, скопјани и општо државниците што водат државата, дали се свесни колку тони железо е ставено во тој мост и да направат споредба колку тони има во тој мост железо, колку има во камен мост, што нема проблем што се движат пешаци. Што се прават марсовци да не дозволуваат пешаци да минат преку мост? Може да замислите, во 21 век да ви е страх од таков мост да не дозволуваат пешаци да се движат. Ајде, автомобили, окей, нека не се движат ако му е страх. Ами пешаци да не се движат. Во 21 век, што стотици тони има ставено во железо, во тој мост, тоа е срамота и смешно е. Дали ме разбирате? Според моје мислење, може да е ризично под мост да има движење. Окей, али на мостот да се движи по тој мост, да ги страх. Така, благодарам многу еве што се вклучивте од Кавадарци. Драго ми еве што ни откривте дека во Кавадарци одлично е состојбата и вакви работи не може да се случат. Ето, тоа е она што сакаме вие да ни го откриете, особено оние кои што се вуваат од другите градови и места. Има и време да слушнеме што ќе каже новиот гледач или може би гледачка. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро. Ајде ќе продолжиме со Твитер заедницата, секако не сме ги заборавиле нив, секако и кај нив многу се коментираше и еве додека читам твит да ве подготвам, навистина сакаме да слушнеме каква е состојбата во однос на мостовите во другите места, тоа е едно. Еве и ќе почнеме со првиот твит кој што изгледа вака, му припаѓа на Дарко Арсовски и едноставно напишал: стварно е затворен мост Беласица за коли. Но ние не сме затворени за вас, напротив, отворени. Протокот е голем, па вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден, Македонија. Ви од Прилеп се јавувавте, така? Така е. Каква е состојбата со мостовите во градот Прилеп? Добро е, оваа власт, со СДС, само града еден мост, почна да градат, не баре мовче, со штици, фати една појака вода, годне се мостот, после го поправа, го проширија, па го правеа 4 години го правеа еден мост. Тоа е во Прилеп, така? Да, во Прилеп, да. Ама треба да покажете едно видео, тамо некаде кај беше во Битола направено мовче дрвено и тоа го правеа долго време. Абе јаки се овие, јаки се. Само сако ќе почнат да градат автопати, тогаш ќе видите каква Јапонија, каква Германија, овие од СДС има да. Вака сега мостот Беласица еве да им припаѓаше на јапонците, за колку време ќе беше направен и дали Сигурно за кратко време, тие во Јапонија си ја сакаат својата држава. Работат за неде, се борат, имаат надпревар партиите кој ќе биде подобар со подобри дела кон својот народ, јапонски и држава. А овде кај нас за жал патриотизмот, љубовта кон Македонија, македонски патриоти се најзамразени во Македонија. Народ и цивилизација кои се пишани во Библија, кои дале писмо, јазик, култура, цивилизација, би реколи на цел свет. Од тој народ, сега генерација најпривилегирана, да живе во слободна Македонија и да си мрази својата држава, тоа е несватливо. Но така ќе чипираа во време на СФРЈ, овие од СДС, да си мразат својата мајка Македонија, а да плачат по пчојцена. Благодарам многу за јавувањето и веќе подсетиме дека мостот на револуцијата е изграден во далечната 1963 година, а е во центарот на Скопје, правец Веро Џамбо кон Ману, МКС, и по реновирањето од пред 12 години не е во завидна состојба. Да не речеме загрижувачка. Сега и се запали, што значи ќе биде според прогнозите затворен можеби најмалку една цела година. Тоа значи и сообраќаен хаос и блокада. Добар ден. Добар ден.
Повелете, еве. Да слушнеме. Благодарам, ако сум јас. Да, ве слушаме, повелете. Вака сега. Национална стратегија. Македонците треба прво да се научиме што е национална стратегија. А овие владетеливе наши 30 години тога не го направија. Да гори под мостот толкав оган, а да не виделе никои ни возачи, ни луѓе што живеат во зградите, ни минувачи случајни, да не јави никој на полицијата. Тоа се совпаѓа во национална стратегија и сакање на својата држава. Швајцарија е јака за тоа што тамо секој е полицаец. Тамо ако видиш дека некој со копач копа на туѓата куќа, не ви интересира кој чија е куќа, да вие возе да додат некои што треба да дојдат и да го спречат. А овде толкав оган горел, да не види никој, да не забележа сообраќајна полиција. Па има ли полиција воопшто во оваа држава? И дали служи само за казнување на македонците? А ова да се случеше во Јапонија? Во Јапонија за 15 дена тоа би било секако треба. Меѓутоа, толкав оган што горел, арно на градежните материјали, така ли туку? Тоа е пластика и изгорел, бетонот изгорел. Нека појдат овие лагодни инспектори. Така, благодарам што и ве ги искористивте своите 90 секунди. Јас туку ќе потсетам, нели линиите се вкупно 5, отворени се сите, така да никој ако сака дополнителни 90 секунди слободно завртете го повторно бројот на црвена линија. Продолжуваме со Твитерџи, делитед акаунт има напишано: ако не се запалеше мостот, никој немаше да знае дека се вика Беласица. Сите го вика кривиот мост. Еве интересен твит, така да ете може да се надоврзате и на Твитерџи, може би ќе се согласите со некој од нив, ќе надополните нешто или ќе имате сосема спротивно поинакво видување. Добар ден. Ден. Во црвена линија сте. Видите, овие сега што се кајат што гласале Данела за градоначалник, кај им беа ушите кога некој кажува дека нема да биде. Што ја напаѓаат сега жената, они не гласаат за незе, гласаат за партија. Партијата лажеше дека ќе направи тоа, ќе направи ова, и ја форсираа незе. Знаете дека партијата влети 100 автобуса и се чини на митинзите низ Скопје. Знаете, друго прашање се поставува. Каде е тој што го градел мостот? Да искочи, да елаборира статиката на мостот каква е. Не да искочи Стојанче Петко Јанков. Таму го градеше фирма. Скопска фирма го градеше мостот со реноме, таа си има направено статика. Тоа е едната работа. Кој дозволи под мостот да поминуваат 1000 дарка цевки за парно обложени со бетомен и со терпапир, да ве прашам? Зошто никој не го поставувате прашањето кој го дозволи тоа и дали тоа е безбедно за подеден мост? И па после некој вика не го гаселе. Како не го гаселе кога 8 сата е гаснет мостот? Меѓутоа бетомен сте гаснели, да ве прашам, така лесно. Нафта сте гаснели така лесно. За тие стручјаците што се уваат, што се прават паметни. Така да, знаете, одека треба да повлече одговорност тој што дозволил цевките за парно да поминуваат под мостот и со тоа го изложил мостот на не кажам, на ризик од ова и да се на крај крајва ниједна телевизија не одите во Перта, ми се чини, или Маврово, кој го градеше мостот, да искочи инженерот статиката да каже ќе издржи или не. Благодарам многу, еве што го изнесовте своето видување, став и забелешки. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Ала. Ве слушаме, повелете. Видите, господја, едно прашање постави тие за Јапонија и кој видно. Ние немаме држава таква моментално во кај нас. Неме влада, неме полиција, се однапако свртено кај нас. Само за пари се вртат. Не гледат тие ни улица, ни луѓето гледат дека немат главни деца мали, болни. Не можеме ние тоа да го направиме. Ние мислиме се за пари. Зошто ние бараме автопати, градиме, кога Скопје не чини? Не чини Скопје, не чини државата. Не треба нас автопати. Истат од Скопје двата и не сте само нашиве.
и албанците. Тие мислам за пари да грабат. Тоа е проблемот кај нас. Вие што вели мостот се прави, Јапонија и кај нас не е проблемот тоа. Прави мостот. Ама нема паметни луѓе. Така, господја. Тоа би било сеја и ве кажете ми, според вас, оптимист ли сте дека барем градов Скопје ќе смогне сили да се извлече од овој сообраќаен хаос? Да ви кажам едно право, ти нема да успееме не година, него години ќе нема да успее. Години разбирам. Оти. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Еве уште еден твит. Сили Свесте Твитс напишал: опожарениот мост на Вардар целосно затворен за сообраќај мостот Беласица. Не знаеме дали е добра статиката. Изјави градоначалничката Арсовска. Имавме гледач кој што им укажа на тоа дека воопшто не би било лошо прво да се разговара со фирмата која што била задолжена за градењето, односно за статиката на мостот. Како и да одиме со вас? Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Се слушаме. Да. А ова да не е некоја диверзија, мостот, како може да се запали мостот? Ова народот да му го свртат вниманието со мостот, со документацијава сега што ја менјаваат, и за да им врви нешто полесно. Да раздебитуваат, уште не почнале автопатите да ги градат, тие мостоите ги рушат. Како може мостот да се запали, никој да не види? Си горел, тој нема ништо. Па полицијата тука во центар е. Па некој валда видел. Ова не сватлива работа. Ова е на народот да му го заврта тубот само. За да поминат лесно овие северните граѓани. Убаво еден рече на една телевизија сега, што зборуваат, вика, по личната карта им пишуваат северни граѓани, националност албанец. Северни граѓани, националност србин. На македонците северни граѓани. Националност нема. Државјанство сите имаме македонско. Може да имаме сите америчко, може да имаме сите турско државјанство. Националност не избриша. И па така и мостоеви сега ќе ги бришат. Јас се сеќавам и друг пат се му кажала, ама нема време ќе им помини она, одеме на Атлантско океан од Париз, се сруши мостот, некако што, голем мост, за 3-4 дена на... Ќе посетам 90 секунди време траењето, но и ќе се заблагодарам за вашето јавување. И еве сега со вашето излагање во вашите 90 секунди, еве ме посетивте да го издвоиме и овој твит да го видите. Alice in Wonderland Macedonија има напишано. Дали некој помислил дека мостот Беласица што се запали не доаѓа кој 1 на 10 за да има добра причина да почне да се гради другиот соседниот нов мост? Се мислам дека е сценарио и плюс нов тендер за изградба на нов мост. Хаштаг пари милиони. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, во црвена линија сте. Во Охрид како е состојбата со мостовите? Охрид, ние имаме еден мост во Охрид и тој е добар. Дури се отвора и се затвара, така да немаме проблеми со мостови. Па вака сега, за околу овој проблем за Скопје. Ја мислам дека сите мостови, не само кај нас, сегде тие се артерии на градот, каде што може да се прејде од една на друга страна. Меѓутоа овде за мене ќе биде, значи, умешноста и знаењето на градоначалничката на Скопје, дали ќе најде соодветен, значи, градител кој ќе го изгради, ќе го реновира фактички овој мост, значи да е квалитетен, значи изведувачот, да употреби квалитетни материјали и да се направи во договорот за 5, 10, 50, 100 дена или месеци ќе биде, значи договорот како ќе биде, така ќе биде и мостот направен и во тоа време ќе биде направен. Се разбира дека тука ако помине рокот има пенали и така да, ако пред време го заврши има награда и слично. Тоа се зависи од нас луѓето, да не напаѓаме ово. Секогаш може да се случи криво, магаре да се направи затоа што сте го удриле по нога. Така и овој мост некој нешто направи, значи дали тие под мостот што живееле или некој
инсталација се запалила, па го со температура го загреала тој битумен, се запалили по температура голема преку 1000 степени, така да не обвинуваме никого, но сепак треба тој мост да се направи. Благодарам за јавувањето. Perception Create Reality има напишано: не се мачете со професориве на Градежен. Шахти не знаат да нивелираат, а не мост да ти направат. Викнете кинези, за една недела ќе ви го направат. Скопје во сообраќаен хаос, мостот Беласица ќе остане затворен најмалку 1 година. Добар ден. Ало, повторно јас се јавив. Ако секако дозволено е, повелете. Јас кога кажав дека имаше инцидент во саботата пред запалување на мостот, вечерта околу 8-9 навечер, полицијата беше на увид, не беше сообраќајка во прашање, туку некој друг вид на инцидент и не дозволуваа да се приоѓа на тој дел од мостот на почетокот. Што кажа пред мене некој соговорник, точно и јас се сомневам во диверзија. Меѓутоа, за таа диверзија да се изврши, дефинитивно, јас верувам дека е 100% диверзија, затоа што тој мост е премногу висок за да може некој да се качи на собна скала и да земе да сече нешто или да подметнува огин. Таму треба висок степен на температура за да може да се запали тој битумен или ова што го кажува Љупчо, и нека не ме напаѓа дали сум гласала или се кам или не се кам. Сите ние имаме свое мислење, нека си се држи до своето мислење, нека не критикува, затоа што ја го кажувам моето искуство, она што сум го видела, а полицијата мора да има од дневниот билтен и извештај за случајот што се случил во сабота вечер пред палењето на мостот. Затоа што тие не гледат на графчиња, имаше таму нешто што не требаше да го види народот. Така. И нека не ги кријат тие документи. Нека не го заплашуваат народот и нека не... Така, благодарам многу, еве. И слободно, еве, ова, вие сте жив пример за тоа дека можете повторно, нели, да го завртите бројот и да добиете нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден, Македонија. Еви за вас нови 90 секунди. Да слушнеме, еве, што ќе додадете на она претходното. Мислам дека овие работи кои ни се случуваат треба да не бидат за поука на сите. Дека мора конечно секој човек кој живее во Македонија да престане да биде душман на сите и душман на себе си. Да почнеме да бидеме лојални кон државата, да ја браниме, да ја возобновуваме, да ја чуваме, да ја градиме, а не да одбираме на власт предавници или некои нешто други кои биле, нели, во 2001 година што пукале на Македонија. Ајде, според вас, еве, кажете ми, колку време е логично, нели, да биде затворен мостот и дали сите овие постапки врзани околу откривање кои што ќе се забрзат? Ја врбува нешто, ја уценија и Данела овие од власта, па постави таму директори од СДС и од ДУИ, таму на јавни предпријатија во Скопје, и сега таа се поврза со нив и не верувам дека ништо добро нема да сторат. Ќе сада цело Скопје независно, СДС, албанци, македонци, ВМРО независно. Затоа клучот е што поскоро во власт да падне од власт, да дојди, да се врати Груевски, да ја воздигне Македонија, со автопати, булевари. Вака сега, еве, да потенцираме во однос на реновирањето на мостот. Тој е изграден 63-та година, реновиран е пред 12 години. И сега му се случува несреќа, така ќе кажеме, и еве и градоначалничката се сомнева дека е лоша статиката. Добро. Благодарам за јавувањето и еве ќе замолам да се држиме до темата. Ајде малку да разговараме, нели, да не се навраќаме премногу во минатото, туку еве навистина сакам и останатите гледачи од другите градови, иако можеби во некои места има и само еден мост, секако да не откриете во каква состојба се мостовите, сепак сме 21 век и доколку се случи нешто, еве дали брзо се реагира и интервенира. Она што е интересно, ќе напоменам дека некои од гледачите од градовите од каде што се јавија, колку што се сеќавам, тоа беше Кавадарци, пофалија дека навистина во Кавадарци се супер и одлично функционира. Добар ден. Добар ден, Барбике, и убав ден вам и на вашата екипа. Благодарам, убав ден и на вас. Да не се ти викам Барбика.
Не ми пречи. Но што ќе кажете еве за ова за што дискутираме? Дискутираме за мостот. Така, кој... Метрополата е прва, тука се гледа огледалото на метрополата. Какви сме ние педантни и како работиме, или фушарски работиме ние. Ристо Пенов што правеше, ништо не направи. Овие сите што се градоначалници само си оставија рацете тамо. Ништо не оставија убаво. Така се гледа тоа. Јас сум од Делчево, ама нашиот мост, ако не живеам тамо, никој не може да го надмеше тоа. Тврд мост, што може не кола, камион да оди, а кај нас е ништо. Само тука у Скопје, кој најде, тој зајде, само парички в джебот и толку. Пријатно, извини ако сгрешив. Ништо не сгрешивте, напротив, драго ни е дека се вклучите. Еве некои од гледачите дури користат и помалку од 90 секунди. Одиме со твитерџи. Иво Поп напишал: Грујо правеше мостови за споменици за гласови од антички ВМРО-ни, наместо да го направеше мостот што се запали, а сега ВМРО-ни се смијат. Иво Антов напишал: всушност за Скопје не треба атомска бомба. Уште еден мост да се запали и се ке оди најверојатно во бестрага. Но како и да е, тоа се твитерџи, знаат да бидат иронични, саркастични и цинични, но еве да слушнеме кои се вашите прогнози со оглед на тоа што барем оние кои што се стручни во својата област прогнозираат дека овој мост најмалку една цела година ќе биде затворен за проток. Добар ден. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер ли вие? Ами, после 4 сата добро вечер. Нека биде така, добро вечер ќе ви речам секако. Сакам јас да потенцирам нешто, не ми сваќај здраво за готово, ама по моje гледање, некој ако може да се јави 3 пати, 4 пати, четворица други не може да се јава, што има друго мислење. Не, мислам, тоа не е горе да се дозволи, ама ако е така, не ми смета мене. За тоа толку. А за мостот, што потреба има ние граѓаните да мислиме и да расправаме од мостот? Тука си има сручни лица што треба да излезат со став да кажат оти тоа и тоа не требало да биде, таму не требало да врви тоа и тоа, само мост требало, завршена работа. Сега, ако врвела некоја опасна материја што горела опасно и многу степени што разбивало, за испукат бетон таму, тоа е многу висока температура сигурно. Тоа е над 1000 и кусур целзиусови степени. Ама како и да е, ние не се виродавни, ние да кажеме... Но, знаете што сакавме да слушнеме време трењето, значи еве ќе се собираат податоци, документација, се ќе се анализира, ама тоа некако ќе трае многу долго. Ама тоа нека трае колку сака долго да се направи савам. Нека трае подолго, ама да се направи савам. Ама еден мост таков да земи да го дат на Мавро Лоче го направи за 3-4 месеци. Не може повеќе да трае. Зошто да трае повеќе? Благодарам многу за јавувањето и веќе посетам дека ние немаме намера да ги спречуваме гледачите доколку сакаат повторно да се јават. Сега кod црвена линија е намената токму за сите вас и не верувам дека на 5 активни линии немате можност нели да се вклучите. Така да еве, ве охрабрувам сите вие кои што не сте се јавили, имате што да кажете, направете го тоа во црвена линија. Добар ден. Добар ден, што е темата? Што е темата? Се уште не ви е јасно. Добро. Знаете дека се запали мостот Беласица во Скопје и ќе биде најавено можеби најмалку една цела година затворен за проток и на сообраќај, но и на пешаци. Па еве, дали се мувате од Скопје? Не, центарот на Македонија. Од центарот на Македонија. Каква е состојбата со мостовите во центарот на Македонија? Доколку се случи вакво нешто, дали там се реагира брзо? Ништо не се реагира, не ги интересира, ова банда не интересира ништо. Не гледате, хаос се прави, хаос, ништо, беззаконие нема. Народот во паника живее, не безбедни. Овој Оливер Спасов нема еден ден полиција работено.
Ние нема работено, ни теорија не познава, ни пракса не познава. Така, само селекција правя против за ги бране ова бандата, е бранешо и со него, ги гледа, крадат, плачка, беззаконие, владење, тиранско владење, криминал, корупција, колку сакаш. И во центарот на Македонија ли е вака иста состојбата кога ќе нешто ќе се случи на некој мост? Не безбедна од овола. Не е безбедна ништо. Ништо не се работи. Ништо, само се плачка, се краде и се наградуваат овие на власт што се сами се наградуваат виновници. Кредитите ги трошат народните пари и се богатат и нелегали тргуваат со државата, беззаконие, нема работа, ветувањето ги на народ ветуваат, плати пензии, 500 евра на младите, ништо. Земјоделие пропаѓа, се пропаѓа. Што поскоро избори се земјата во историјата, не се не видено, не пример имаме, не на избори, нелегитимен. Секде ветуваше нешто, живот нема, живот 3 пати струја се покачува, оде по државите. Благодарам за јавувањето. Има еден интересен твит од Антила и мислам дека некој од гледачите кои што се вклучи во Црвена линија го имаше исто така поставено ова како прашање и како проблем. Вели да беа цевките од топловодот изолирани како што треба, немаше да се запали од оганот на бескукниците. Ако имаме гледач, секако времето е наменато за вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Значи, со однос на тоа како е поставено прашањето и вашето водење на емисијава, скоро се ви утнат мостот кој прво. Што? Утнавме ние мостот? Да. Да, направивме грешка, да, јас направив грешка. За мостот на револуцијата мислев. Продолжете. Значи, тој мост е А што мислите еве зошто ќе трае ова цела една година? Дали е тоа нормално? Ваша проценка, значи треба да излезе стручен тип на град Скопје и тој што градува мостот и да направи соодветна проценка. Тоа е паушално од ваша страна и не од наша страна, туку е изјава на професорот Горан Марковски од Градежниот факултет. Па, онда, значи, имаме констатација на терен и ќе се водиме по тоа, ќе се прилагодиме на условите како што се моментални, какви што се. За понатака ќе се треба нови анализи и проценки како се гради мост и на кое место. И секоја споредба со Јапонија и останатите држави е табу тема. Ние сме посебни по се и ќе останеме такви како што сме. Значи, не сте оптимист дека не можеме да бидеме поинакви, барем нешто налик по-експедитивни. Ама ние сме поинакви, нема потреба да се менјаме. Значи, шо сега да се менјаме? Ние сме си навикнати на вакви работи. Значи, тоа е тоа. Значи, ние немаме проблем со мостот, ние имаме проблем со комплетно цело Скопје и инфраструктура. Добро, благодарам многу за јавувањето и еве секако она што се зборува во јавноста изјавите, значи не наметнуваме ние ништо, а секако што можете да се вклучите во Црвена линија, ќе потсетам добре дојдено еве да го кажете вашето мислење и секако добре дојдени сте да ви има во што поголем број. Сега дојде времето и за реклами. Сега дојде времето да видиме како одговори Инстаграмџи, оние кои што ја следат на Инстаграм Црвена линија, туку и ќе ве потсетам секако да следете на Фејсбук Црвена линија, профилот на Телма телевизија, на Твитер и така натаму. Но ајде да се навратиме на анкетата која што ја објавивме на Инстаграм и еве Инстаграмџи какви одговори дадоа. На прашањето за колку време ќе беше направен мостот ако беше во Јапонија, под А имавме опција ќе беше готово до сега, 80% одговорија под А, со 4% одговорија под Б опцијата 3 месеци, а 16% сметаа дека немаше да се запали. Како да, јас тука им се заблагодарувам на сите оние кои што земаа пред се активно учество во Црвена линија и ќе потсетам секогаш сте добре дојдени во нашата емисија. Кажувајте ги вашите ставови и увидувања, верувајте, некој секако слуша и забележува, а ова е простор токму за граѓаните.
Ако добро слушате и забележувате, ќе подсетам дека еве сега ќе ве опуштиме и ќе кажам единствено може да се запали атмосферата, затоа што веќе вчера беше доделена главна награда, тоа беше, драги мои, велосипед, но еве за денес бидете подготвени, може доделуваме фрижидер, да. А за да ми бидете подготвени да освоите фрижидери, аз ќе откријам или подобро да речам ќе подкажам дури 5 прашања, така да еве забележете. Ке имаме прашање во која афера од овалната соба на Белата куќа на Соединетите Американски држави во средиште беше Бил Клинтон. Тоа е едно прашање. Која актерка ја испеа песната Something Stupid, која што е во дует со Роби Вилијамс, дали тоа беше Никол Кидман или Ријана? Кој е заедничкиот спорт на Рори Мекилрој и Майкл Джордан? За кој медал се мешаат калајот и бакарот? И еве дури пето прашање, кој е главниот актер во серијата Вокер, Тексашки ренџер, помош, кога прави склекови, ја бутка земјата. А ние ќе ја подбутнеме атмосферата со еден куп доделени награди. Ви од Црвена линија ве чекам, останете со Тилма и заиграјте во квизот.